إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ние во минатиот дерс учевме за битката од Табук, која беше во 9-та година после хиџретот од посланикот саллаллаху алейхи васелам во месец Раџаб. И спомнавме некои важни случаи во тек на подготовките за таја битка, што посланикот саллаллаху алейхи васелам, кога се подготвуваше за битката на Табук, од една страна вистинските верници, како што беа неговите асхаби, дадоа се што има и најсаканото и највредното, како Усман ибн Афан радијаллаху ан, како Абдурахман ибн Ауф радијаллаху ан, Умар ибн Хаттаб радијаллаху ан и други сахаба од посланикот саллаллаху алейхи васелам. Но од другата страна беа мунафиците, оние кои, како што беше нивниот обичај, да им ставаат препреки на вистинските верници и да бидат причина за сплетки во редовите на муслиманите. И така исто во оваа битка мунафиците покушуваа, се трудеа за да направат штета на муслиманите и на посланикот саллаллаху алейхи васелам. Но некој дел од асхабите на посланикот саллаллаху алейхи васелам беа оние кои немаа ништо што можеа да дадат за садака, или па да имаат можност да купат средство за транспорт што ќе можат да одат за Табук, зашто како што спомнавме, далечината беше повеќе од 700 километри. Тие луѓе кои немаа никаква можност ни да дадат, а и не да купат за себе си, идеа кај посланикот саллаллаху алейхи васелам и го замолуваа да им најдет посланикот саллаллаху алейхи васелам превоз, можност за транспорт, но Аллах субханаху ва таала во врска со ова објави ова следниот ајет, а тој е, велит Аллах субханаху ва таала: لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala вели дека посланикот салаллаху алейхи ва салам им вели на неговите асхаби: не можам да најдам пренос за вас. Па се вратија со насолзени очи. Allah subhanahu wa ta'ala опишуваат ситуацијата на вистинските верници во подготовките на битката од Табук, што посланикот салаллаху алейхи ва салам кога им вели на нив: не можам да најдам пренос за вас, па се вратија тие насолзени, со насолзени очи, тажни, што не можат да купат, што не можат, односно, да дадат, садака. А од другата страна, исто и бедуините, кои не сакаа да излезат
и беа, значи, постапија кукавично во ова битка, велит Аллах субхана ва та'ала во врска за нив: وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ. Доаѓа и некои бедуини кои се оправдува и бара дозвола да не одат. Значи, дојдоа тие бедуините. Бедуините беа, значи, луѓе кои живеа во пустињето, не живеа, значи, во градот во Медина или значи, во другите градови или во Мека, туку беа, значи, во пустињето и не беа, значи, воспитани како што беа воспитани асхабите на посланикот саллаллаху алейхи васелам, и затоа тие, како што велит Аллах субхана ва та'ала, доаѓа, значи, некои од тие бедуини и се оправдуваа кај посланикот саллаллаху алейхи васелам само и само да им се дадет дозвола да не излезат, значи, во битката од Табук. Но, како што велит имаме Захаби рахимахуллах, и тоа покасно ќе дојде во ајетите на сурата Тауба, и може би тие луѓе се оправдуваат пред луѓето, пред посланикот салаллаху алейхи васелам, но Аллах субхана ва та'ала не ги оправдува овие луѓе. Не ги оправдува Аллах субханаху ва та'ала овие луѓе. Исто друга група на луѓе, значи првата група беа оние кои се одзва на повикот од посланикот салаллаху алейхи васелам, втората беа бедуините и мунафиците, што бараа дозвола и не сакаат, значи, да излезат во таа битка со посланикот салаллаху алейхи васелам. Третата група на луѓе во оваа битка беше оние асхаби, оние верници од посланикот салаллаху алейхи васелам, асхаби кои изостанаа назад, кои не излегува во битката на Табук, но во нивните срца нема никаков сомнеж и ништо од верата не става во прашање. Но тоа се случи за тие да не учествуваат во битката на Табук, а тие беа Кааб ибн Малик, Мирара ибн Раби'а ва Хилал ибн Умејја. Овие тројца асхаби од посланикот саллаллаху алейхи васелам, и исто накрај ќе напомниме понатаке Абу Лубаба радијаллаху ан. Посланикот саллаллаху алейхи васелам во месец Раџаб, во ден четврток, се упати за Табук. Се упати посланикот саллаллаху алейхи васелам за Табук и назад, значи го остави во Медина, како водич на Медина, Мухаммед ибн Мусаллама ал-Ансари радијаллаху ан. Значи Мухаммед ибн Мусаллама ал-Ансари радијаллаху ан беше водичот на Медина во отсуство на нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи васелам, и исто така го остави Алија радијаллаху ан, Али радијаллаху ан го остави да се грижи за семејството од посланикот саллаллаху алейхи васелам. Кога излезе посланикот саллаллаху алейхи васелам за Табук, бројот на муслиманската војска беше 30.000 војници. 30.000 војници беше бројот на муслиманската војска, беше еден огромен број, што никогаш претходно не немаше оваа бројка достигнато. Но проблемот што беше можностите за превоз беа многу малца, што се пренесуваат во некој риваја, во некој пренесувања, туку 8 до 10 асхаби го употребуваа, односно употребуваа една камила. Значи, средствата беа минимални за овај огромен број
на муслиманската војска во битката на Табук. Во врска со Али ради Аллаху ан, кога мунафиците видоа дека посланикот салаллаху алейхи ва селам го остави Алија ради Аллаху ан во Медина да се грижи за неговото семејство, тогаш почна да зборат мунафиците како што беше нивниот обичај и да велат ова го направи Мухаммед салаллаху алейхи ва селам поради тој што е негов братучен и негов зет, така што да му го олесни на него. И Али ради Аллаху ан отиде кај посланикот салаллаху алейхи ва селам и му рече: ја Расулаллах, значи го замолуваше да го земит со него во Табук, но посланикот салаллаху алейхи ва селам му рече дека а не си задоволен да ти да бидиш во врска со мене, како што беше Харун со Муса алейхи салату вассалам, освен после мене немат пратеник. Зошто Харун алейхи салату вассалам беше пекамбер, а Алија ради Аллаху ан е само еден од асхабите на Мухаммед салаллаху алейхи вассалам. Исто во тег на патот, кога посланикот салаллаху алейхи васелам беше упатен за Табук, крена на почетокот на таја долга патека за Табук, крена Ибн Еби Селул. Ибн Еби Селул, главата на мунафиците во Медина, и то излезе со посланикот салаллаху алейхи васелам. Но не отиде долго време, тој со неговите луѓе се вратија назад. Значи, како исто во битката на Ухуд, и во битката на Хандак, и во други битки, мунафиците, нивната важност и нивната грижа е само да прават сплетки и само да покушуваат да ги ослабат редовите на муслиманите. Во текот на одењето за Табук, како што спомнаме во претходниот дерс, имаше огромна жештина и имаше суша фатено. Така што увек во текот на одењето за Табук се случуваше да поединци од тие што излегоа со посланикот салаллаху алейхи васелам да се враќаат назад, или односно да застануваат. Значи не можеа повеќе да одат и така застануваа и не продолжуваа со муслиманската војска кој нивниот водиш беше посланикот Мухаммед салаллаху алейхи васелам. И увек кога некој остануваше назад, сахаба ридвануллахи алейхим го известуваа посланикот салаллаху алейхи васелам за тој човек. Кога на посланикот салаллаху алейхи васелам таквите вести му идеа, одговараше со следните зборови: Да'уху ин јекун фихи хајра фасејелхиқуху Аллаху бикум ва ин јеку гайра ذалик фақад арахакуму Аллаху минху. Посланикот салаллаху алейхи васелам им велеше на неговите асхаби: оставете го. Ако во тој човек е добро, имат нешто добро во тој човек, Аллах субхана ва таала има да му возможи за тој вас да ви се придружит. А ако не е така тој, значи ако нема добро во него, тогаш Аллах субхана ва таала ве чувал вас и ве рехатисал вас од тој човек. Така увек се случуваше, значи во текот на одењето за Табук, за поединци остануваа назад и не одеа повеќе, значи не одеа со посланикот салаллаху алейхи васелам. Се додека му дојдоа на посланикот салаллаху алейхи васелам
и го известија дека Абу Dhar el-Ghifari radijallahu an, дека и тој остана назад. Но во вистина, во реалност, Абу Dhar el-Ghifari radijallahu an, неговата камила не можеше повеќе да одит, и така таја го закасна него, што мислеа, значи помислија, дека тој остана назад. Но Абу Dhar, ради Аллаху ан, кога виде дека камилата не може повеќе да одит, тогаш ги зеде тој неговите лични работи, неговите, значи, потребности за патувањето, ги зеде над неговиот грб, значи ги стави зад грбот и крена пешки, крена на ноза, за да го стигне посланикот саллаллаху алейхи васелам. И исто кога го известија посланикот саллаллаху алейхи васелам дека Абу Dhar остана назад, тога посланикот саллаллаху алейхи васелам ги рече истите зборови: оставете го, ако е во него добро, имат Аллах субханаху ва таала да му возможи да тој вас да ви се придружи, а ако не е така, тогаш Аллах ве чувал вас од него. Но Абу Dhar ради Аллаху ан беше од искрените асхаби на посланикот саллаллаху алейхи васелам, еден од изворедните асхаби на посланикот саллаллаху алейхи васелам, Абу Dhar el-Ghifari ради Аллаху ан, така тогаш го стави тој неговите лични потребни работи, ги стави над неговиот грб и крена пешки да го следи посланикот саллаллаху алейхи васелам. Така кога посланикот саллаллаху алейхи васелам во тек на патувањето застана на едно место да се одмарат, зашто беа, како што рековме, над 700 километри патување, и во тоа време тогаш, значи со камили, со коњи, со маски и магариња и така натаму, значи не се е тука во прашање со кола или со авион, значи тука е патувањето месеци, и оддалеку заприметија асхабите од посланикот саллаллаху алейхи васелам дека еден човек се ближи кон муслиманите. И тогаш го известија асхабите од посланикот саллаллаху алейхи васелам посланикот дека гледаат оддалеку еден човек, дека им се ближи, и тогаш рече посланикот саллаллаху алейхи васелам дека тој човек што го гледате на вистина е Абу Dhar el-Ghifari ради Аллаху ан. И посланикот саллаллаху алейхи васелам ги рече во тој момент овие огромни зборови, а тие се: Јархамуллаху Аба Dhar, јемши вахдаху, ва јемуту вахдаху, ва јубаъату вахдаху. Посланикот саллаллаху алейхи васелам рече за Абу Dhar ради Аллаху ан: Аллах да му се смилува на Абу Dhar, тој ке одит, ке патуват сам, ке умрит сам и сам ке бидит оживен. Овие зборови ги рече посланикот саллаллаху алейхи васелам за Абу Dhar el-Ghifari ради Аллаху ан, и кога се приближа Абу Dhar до муслиманската војска, го препозна дека навистина тој беше, значи, што ги извести посланикот саллаллаху алейхи васелам, и ги рече, значи, тие огромни пофални зборови за Абу Dhar el-Ghifari ради Аллаху ан. И така се случи да Абу Dhar ради Аллаху ан во хилафа ли Уthman ради Аллаху ан, значи кога беше Уthman ради Аллаху ан халифа на муслиманите, Абу Dhar el-Ghifari ради Аллаху ан замина на едно место Ер-Рабдату, да живеа таму во Ер-Рабдату,
Живееше тамо Абу Дер радијаллаху ан, и кога му се приближе смртта на овај сахаби Абу Дер ел-Гифари радијаллаху ан, му препорача на неговата сопруга, кога ќе умрит, да го измие, да го стави во кефин и да го извади надвор, значи пред куќата, и кој караван први да поминит, да ги известит и да му го клањаат дженазето. И така се случи, кога Абу Дер радијаллаху ан умре, тогаш неговата сопруга го спрема него и го стави надвор. Значи сам, како што рече посланикот салаллаху алейхи ве селем, значи јемши вахдеху, ке одит сам, ва јемут вахдеху, и ке умрит сам. Значи сам беше тука, само неговата сопруга, и го стави надвор. Кога поминаа караваните, кога дојдоа караваните, поминаа, значи, кај Рабза, ова место каде живееше Абу Дер ел-Гифари радијаллаху ан, тога дојдоа првите каравани, поминаа тука, и за малце, значи за малце, неке заприметеа од брзо што одеа камилите и коњите, дека има тука човек на улица ставење, значи дженаза, ке го изгазеа, така речено. Тогаш Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан беше исто во тие каравани, и кога заприметија дека тука е човек, и тогаш прашаа во куќата внатра што е со него, тогаш неговата сопруга ги извести дека тој е Абу Дер радијаллаху ан, и тогаш Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан го препозна дека тој е од сахаба на посланикот салаллаху алейхи ва селем, и почна Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан гласно да плачит. И тогаш рече, навистина посланикот салаллаху алейхи ва селем е кажа вистината и ги повтори зборовите што ги рече посланикот салаллаху алейхи ва селем: јемши вахдеху ва јемуд вахдеху ва јубዓз вахдеху. Значи, ке оди сам, ке умрит сам и сам ке бидит оживен. А тој е Абу Дер ел-Гифари радијаллаху ан. Исто Аллах субхана ва таала ги пофалуват оние асхаби од посланикот салаллаху алейхи ва селем, кој го следеја нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем во оваа битка, во тие тешкоти и со малу многу можности. Велит Аллах субхана ва таала: итабауху фи саатил усра. Велит Аллах субхана ва таала: тие го следеа него, значи тие, асхабите, го следеа него, значи посланикот салаллаху селем, во тешкиот час. Значи во тешкиот час, значи во тоа тешко време. Во тоа тешко време што беше од една страна голема сушина, исто голема жештина, и плюс, значи, можностите за транспорт беа, значи, минимални, и исто храната беше минимална. Значи, од сите страни тешкоти, но вистинските верници му се одзваа на повикот од посланикот салаллаху алейхи ва селем. После тоа, посланикот салаллаху алейхи ва селем стигна во Табук. Некој може да се прашат, што беше причината што го донесе посланикот салаллаху алейхи ва селем во Табук? Причината што го донесе посланикот салаллаху алейхи ва селем со таа огромна војска, 30.000 војници, да дојде посланикот салаллаху алейхи ва селем во Табук, беше зашто посланикот салаллаху алейхи ва селем слушна дека римјаните кои беа, значи, Табук и тој дел што денеска Јорданија беше под
владење на римјаните, слушна посланикот салаллаху алейхи ве селем дека тие се дојдени тука римјаните и имаат поддршка добиено од арапите кои живеат тука и се спремуваат да го нападнат посланикот салаллаху алейхи ве селем во Медина. Зашто дознаат дека муслиманите се најдуваат во една година кои имаат жештина, сушина, нема доволно за јадење и така натаму, и сакаат тоа време, таа прилика да ја искористат за да го уништат посланикот салаллаху алейхи ве селем и неговите асхаби, но посланикот салаллаху алейхи ве селем не дозволи да дојдат неверниците во земјата на муслиманите, не дозволи посланикот салаллаху алейхи ве селем да згазнат неверниците во земјата на исламот, во земјата на теухидот, во земјата на иманот, туку посланикот салаллаху алейхи ве селем и во тие тешки моменти тој излезе и појде во нивната земја и да биде битката износена во нивните краеви, а не во краевите на теухидот и во краевите на иманот, за да не се извалкаат тие земји од тие извалкани неверници. Но кога дознаа римјаните дека посланикот салаллаху алейхи ве селем е стигнат во Табук, иако има една војска спремано 40.000 војници, кога дознаа и тоа, тие не го очекуваа, таја решителност од нашиот посланик салаллаху алейхи ве селем, така што кога дознаа дека посланикот салаллаху алейхи ве селем се најдува со неговата војска во Табук, тогаш ги опфати голема страв и толку се исплашија што римјаните избегаа. Римјаните избегаа, се расцепија меѓу себе и се растурија, во тие краеви, и така што не се случи битка. Во битката на Табук немаше битка, немаше борба. А тие арапски племиња кои живеат тука во близина на Табук, како што беа, владарите на Ейле, владарите на Джербе, владарите на Езрах, сите тие владари и други владари на други племиња што живеа во тие краеви, дојдоа самите и бараа да склучат договор со посланикот салаллаху алейхи ве селем, зошто им стана јасно дека римјаните ништо не можат да им поможат и не можат да ги поддржат во врска, против посланикот салаллаху алейхи ве селем и против асхабите на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Така што посланикот салаллаху алейхи ве селем остана во Табук 10 дена. 10 дена остана посланикот салаллаху алейхи ве селем во Табук. Во текот на седењето во Табук на нашиот посланик салаллаху алейхи ве селем, посланикот салаллаху алейхи ве селем со неговите асхаби го кратеше намазот. Оние намази кои се 4 ги клањаше 2. Доши беа, во патување. Го кратеше, не ги спојуваше. Има разлика, се многуте овде овие две работи ги помешуваат. Меѓу кратење и спојување. Спојување е една работа, кратење е друга работа. Овде посланикот салаллаху алейхи ве селем ги кратеше, но не ги спојуваше, ги кланяше секој намаз во своето време. Се многуте ги помешуваат овие две работи. Се некогаш може човек да ги спои намазите без да ги кратит. Спрема потреба. Како што направи посланикот салаллаху алейхи ве селем во Медина. Беше во Медина, ги спои намазите.
a не ги скрати. Зошто? Поради дождот. Значи, од причињето што е дозволено се спојуваат намазите, иако не си во пат, е да има, значи, голем дожд или снег, што, значи, одењето во џамија го прави тешко. Така тогаш, значи, се спојуваат, значи, пладне и киндија, акшам и јација. Така што, значи, оваа битка, битката на Табук, што беше битка, значи, без борба, но беше огромна победа за муслиманите, за посланикот салаллаху алейхи васелам, и така што и тие таму, тој дел на Арапи, склучија договор со посланикот салаллаху алейхи васелам и некој дури дава џизја на посланикот салаллаху алейхи васелам. Од другата страна, мунафиците кои останаа во Медина, тие сака одсуството од нашиот посланик салаллаху алейхи васелам со неговите асхаби да го искористат и да им наштетат што повеќе и повеќе на муслиманите и на посланикот салаллаху алейхи васелам. Така што изградија една џамија во градот во Медина. Значи, џамија нова изградија во Медина. Некој можеби може да рече сега, па овде што има лошо, тие изградуваат џамија, но нивната цел не беше за таа џамија да се спомнуваат Аллах субхана ва таала. Не беше тоа изградување со богобојазливост, туку тие изградија таа џамија со намера да му наштета на посланикот салаллаху алейхи ва салам и на неговите асхаби и да ги расцепат муслиманите во Медина. Но нивната официјална, значи, причина што ја кажуваа кај муслиманите, велеа, ние изградивме оваа џамија за оние кои не можат, кои се слаби, кои не можат да одат до џамијата од посланикот салаллаху алейхи васелам, да можат да се клањаат во оваа џамија што е во поблиску до нивните домови. Но во вистина тие оваа џамија изградија за да спремуваат тука планови, комплоти против посланикот салаллаху алейхи васелам и неговите асхаби. Така што Аллах субхана ва таала му објави на посланикот салаллаху алейхи васелам во врска со оваа џамија овие следни ајети кои велит Аллах субхана ва таала: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. Аллах субхана ва таала велит: а тие што изградија џамија само да нанесуваат штета, ти о Мухаммед, во неа немој никогаш да се молиш. Ла тaqum фихи абада. Никогаш во неа да не се молиш. Зошто? Тие изградија таа џамија само и само да нанесат штета на посланикот салаллаху алейхи васелам и неговите асхаби ридвануллахи алейхим, и така што кога му објави Аллах субхана ва таала за нивните намери, тогаш нареди посланикот салаллаху алейхи васелам да таа џамија да биде уништена и да биде одстранета. И така што
извршија таа наредба асхабите на посланикот саллаллаху алейхи ва селам. Друга важна работа, кога веќе се врати посланикот саллаллаху алейхи ва селам од Табук и се врати со таа огромна чест и победа за муслиманите, кој ја даде Аллах субханаху ва таала, во врска што се случи со оние што изостана, со оние што не излегоа во битката на Табук. Имаме Захаби рахимуллах спомнува тука како поднаслов Емру ледина халефу, оние кои изостана. Оние кои изостана, први беше од нив Ебу Лубаба. Ебу Лубаба ради Аллаху ан не излезе во битката на Табук. Кога се врати посланикот саллаллаху алейхи ва селам во Медина, дојде Ебу Лубаба ради Аллаху ан кај посланикот саллаллаху алейхи ва селам и му даде селам. Значи Ебу Лубаба ради Аллаху ан му дават селам на посланикот саллаллаху алейхи ва селам. Но посланикот саллаллаху алейхи ва селам му го сврти, значи му го сврти лицето. Значи не сакаше со него да зборуваат и не му го врати селамот. Ова работа го вознемири Ебу Лубаба ради Аллаху ан и го направи тажен. Така што Ебу Лубаба ради Аллаху ан зеде едно јаже, значи со тоа јаже и се врза кај стубот од вратата на Уми Селама ради Аллаху ан. Значи на една од вратата од сопругите, од една од стубот од вратата, значи од сопругите, од собите, од сопругите од посланикот саллаллаху алейхи ва селам, тука пред, значи, незината соба, незината куќа од Уми Селама ради Аллаху ан, беше како вид на ступ пред влезот, се врза Ебу Лубаба ради Аллаху ан тука, се врза и остана 7 дена. Ебу Лубаба ради Аллаху ан во таа тешка жештотина велеше: јас нема да се мрднам од тука, нема да го напуштам ова место, се додека да го напуштам овја дуњалог или Аллах субханаху ва таала да осуди за мене. И така Ебу Лубаба ради Аллаху ан остана 7 дена врзан. Ни јадеше, ни пиеше ништо. Така што со тек на минување на деновите, дури и не му се слушаше нему гласот. Значи, толку се исцрпи, толку се замори Ебу Лубаба ради Аллаху ан, така не јадеше, ни пиеше, а беше голема жештина, што повеќе веќе не му се слушаше гласот од исцрпување и замор од Ебу Лубаба ради Аллаху ан. А посланикот саллаллаху алейхи ва селам го гледаше секое сабајле и вечер Ебу Лубаба тука како беше врзан и во таа ситуација. После тоа, после 7-миот ден, дојде објава од Аллах субханаху ва таала, значи што Аллах субханаху ва таала му опростуват на Ебу Лубаба ради Аллаху ан. Тогаш посланикот саллаллаху алейхи ва селам нареди на еден од неговите асхаби да појд кај Ебу Лубаба и да го одварзит. Но Ебу Лубаба ради Аллаху ан одбиваше да тој сахаби тоа да го направи. Сакаше Ебу Лубаба да дојд лично посланикот саллаллаху алейхи ва селам и да го одварзит, и така и се случи, а имаше Ебу Лубаба ради Аллаху ан таја чест, што дојде посланикот саллаллаху алейхи ва селам и го одварза од таја ситуација во која се најдуваше, и на крај Ебу Лубаба ради Аллаху ан 1/3 од неговото богатство го даде за садака.
Allah subhanahu wa ta'ala vo vrska za Abu Lubaba go objavi ovaj ajet i'tarafu bi dhunubihim. I'tarafu bi dhunubihim. Znači, a ima i drugi koji grevovite svoji gi prizna. A ima i drugi, znači, oni je Abu Lubaba radijallahu an, ima i drugi koji ne grevovite nivni gi prizna. I ovdje, znači, se kažuva jasno deka ovdje je dozvoljeno da se bojkotira muslimanot poveke i od 3 dena. I vidi tuka Abu Lubaba radijallahu an, to je sahabi, mu dade selam na poslaniko sallallahu alaihi wasallam, no poslaniko sallallahu alaihi wasallam ne mogu vrati selamot. I 7 dena taka go gledaše seko je nautro i na večer i nego poselamuvaše. Za onije koji veljate ka nemat bojkot vo islamu, ne možeš da bojkotiraš. I nekoji neznajkovci, teblici, izgubeni glavi, posle ni veljat na nas, pa nije dali sme čafiri, vije što ne davate selam na nas. Znači ti toliko imat razbiranje od verata, toliko znači imat učeno za verata, ovde Abu Lubaba radijallahu an ne beše kafir, beše musliman, beše mu'min, beše sahabi od poslanika sallallahu alaihi wasallam, no poslaniko sallallahu alaihi wasallam go bojkotiraše, se dodeka dojde objava od Allah subhanahu wa ta'ala da beše njegovo to pokajuvanje prifateno. Posle toga, vo vrska so Ka'b ibn Malik, radijallahu an, što beše jedan od tije što izostana isto, Ka'b ibn Malik, Mirara ibn Rabi' un Hilal ibn Umayya, radijallahu anhum. Ovi je 3 isto, što izostana i ne izlegova, znači vo bitkata na Tabuk. Ka'b ibn Malik, radijallahu an, ovaj izvoreden sahabi, velit, kažuva, znači, kako se sluči i što se sluči da toj ne izleze vo bitkata na Tabuk. Velit Ka'b ibn Malik, radijallahu an, jas ne se vozdržav vo nikoja druga bitka, osven vo bitkata na Tabuk i bitkata na Bedar. No bitkata na Bedar, poslaniko sallallahu alaihi wasallam, on je koji ne prisustvува, ne gi kritikuvaše, zašto, odnosno ne gi okoruvaše, zašto ne izleze poslaniko sallallahu alaihi wasallam su njegovita ashabi za bitka, tuku izlegova, znači, da go fatat kurešitski od karavan šudeš od Šam. I posle toga se sluči bitkata na Bedar. A vo drugite bitki, znači velit Ka'b ibn Malik, vo bitkata na Uhud, vo bitkata na Khandak, vo Hudejbija i take natamu, znači vo Hajber, Ka'b ibn Malik radijallahu an, ovaj izvoreden sahabi, znači učestvuvaše vo redovite na muslimanskata vojska. So vodič na vodič naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka'b ibn Malik radijallahu an velit, kažuva za sebe si, velit, koga beše povikuvanje to za bitkata na Tabuk, jas vo tije momenti se čustvuvav najjak, znači najsveš, najveke imav mok, najmoken bev, najsnažen bev. I moja ta situacija beše mnogo lesna situacija, gi imav site možnosti, duri imav 2 kamili, što možev da patuvam. Koga muslimanite se podgotvuva za taja bitka, Ka'b velit, ja sakav sekoje vreme jas da se podgotvam za taja bitka. I si velev, jaske se podgotvam utre. I taka se sluči što dojde denot da poslaniko sallallahu alejhi ve sellem da zaminit za Tabuk, a jas ušte ne bev podgotven za da izlezam so poslaniko sallallahu alejhi ve sellem. I toga što si rekao vo sebe si moje, jas ke se podgotvam utre ili zadutre
и ќе го стигнам тогаш посланикот салаллаху алейхи васелам во тек на патувањето. Но така се случи и јас останав назад во Медина. И после тоа велит Кааб ибн Малик ради Аллаху ан, а најочајно, највеќе што ме правеше очаен, беше тоа што кога јас ке излезе во Медина, во градот во Медина, никого не најдував на улица, со никого не стретнував на улица во Медина, освен луѓе кои беа претонати во нифак, значи претонати во мунафиклок, значи мунафици што беа, што не излегоа со посланикот салаллаху алейхи ва салам, само тие беа останати во Медина, или друга група на луѓе, оние кои беа значи оправдани, што има значи некоја болест и што не најдоа значи не најдоа средство за патување. Значи само тие беа тука и од другата страна значи луѓе кои беа мунафици. И ова значи ова го правеше уште повеќе тажен Кааб ибн Малик ради Аллаху ан. И од другата страна посланикот салаллаху алейхи васелам го чувствуваше отсуството од Кааб ибн Малик ради Аллаху ан, но во текот на патувањето не го спомна. Се додека не стигна во Табук. Кога стигна посланикот салаллаху алейхи ва салам во Табук, тогаш ги праша неговите асхаби и рече: "Ма фа'ала Кааб?" Што направи Кааб? Значи што направи, што не дојде, што не излезе со нас. Тогаш еден од асхабите го критикуваше, го укоруваше Кааба во тој момент, но Муаз ибн Џабал ради Аллаху ан, тој стана и го бранеше Кааба ради Аллаху ан и му рече на посланикот салаллаху алейхи ва салам: "Ја Расул Аллах, ние не знаеме ништо за Кааб освен добро." Така што кога дозна Кааб ради Аллаху ан дека посланикот салаллаху алейхи ва салам кренади од Табук за Медина, значи да се врати назад од битката на Табук, тогаш велит Кааб: "Јас размислував во себе си мое која лага да ја измислам за да се извлечам од лутината од посланикот салаллаху алейхи ва салам. И така што се советував, се консултирав со моите блиски и фамилија, која лага да ја измислиме за јас да се извлечам пред посланикот салаллаху алейхи ва салам." Но кога посланикот салаллаху алейхи ва салам беше пред Медина, значи пред влезот на Медина, тогаш велит Кааб ибн Малик ради Аллаху ан, тогаш ми стана мене јасно. Ми стана јасно дека јас не можам да се извлечам пред посланикот салаллаху алейхи ва салам со една лага. Не можам да се извлечам со една лага. Значи, треба да му ја кажам вистината. И така, кога дојде посланикот салаллаху алейхи ва салам во Медина, и неговиот обичај, неговиот суннет беше првин да влезе во неговата џамија, да ги клања 2 рекати намаз и после тоа да седнит со асхабите едно време одредено и да останит со нив. Така велит Кааб ради Аллаху ан, кога дојде посланикот салаллаху алейхи ва салам во Медина и влезе во неговата џамија и ги клања 2 рекати намаз, тогаш седна и дојдоа првин оние луѓе од мунафиците кои сакаа значи да се извлечат и да се оправдуваат од посланикот салаллаху алейхи ва салам. И бројот на тие луѓе беше околу 80 мажи. Околу 80 мажи кои се колнеа во Аллах субхана ва таала, му се колнеа на посланикот салаллаху алейхи ва салам и со тоа сакаа само да се оправдаат и да се извлечат со лаги. Но посланикот салаллаху алейхи ва салам ги прифати нивните оправдања надворешно, а нивните тајности
и нивните скришности, што носат во нивните срца, го остави тоа кај Аллах субханаху ва та'ала. Тогаш, велит Кааб ибн Малик ради Аллаху ан, кога заминаа тие луѓе, јас дојдов до посланикот салаллаху алейхи васелам и му дадов селам на посланикот салаллаху алейхи васелам. Тогаш посланикот салаллаху алейхи васелам се насмевна, но се насмеа со лутина, насмевување, лутинско насмевување. И тогаш му рече посланикот салаллаху алейхи на Кааб, дојди тука, значи приближи се до мене. Тогаш велит Кааб, отидов кај посланикот салаллаху алейхи васелам и седнав до него и посланикот салаллаху алейхи васелам го праша тогаш, ма халефак, значи зошто изостана, зошто остана назад, зошто не излезе со нас. Тогаш Кааб ибн Малик ради Аллаху ан ги рече овие следни зборови. Овие зборови, овај одговор од Кааб ибн Малик ради Аллаху ан се пример за секој еден селефи сунни. За секој еден селефи сунни, за секој еден муслиман вистински, овие се пример. Овие зборови од овај сахаби во оваа ситуација заслужуваат да бидат напишани со златно мастило. Велит Кааб ибн Малик ради Аллаху ан, ја Расул Аллах, inni wallahi, لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كاذبا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط علي ولئن حدثتك حديثا صدقا تجد علي فيه إني لأرجو عفو الله لا والله ما كان لي من عذر ووالله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدقا قم حتى يقضي الله فيك فقمت. Ovi ogromni zborovi ги рече Кааб ибн Малик ради Аллаху ан, му рече на посланикот салаллаху алейхи ва саллем, о посланику, о Аллахови посланик, о Аллахови пратеник, навистина, јас ако би седнал кај некој други освен тебе од луѓето на дуњалокот, значи ако би седнал кај некој друг човек од дуњалокот, ке ме видеше мене дека јас ке се извлечев од неговата лутина со едно оправдање, зашто на вистина имам ораторија во дебатирање. Но се колнам во Аллах дека мене ми е јасно станато. Ако јас тебе денеска ти кажам збор, лажен збор, а ти ќе бидиш задоволен со мене, јас се плашам да Аллах субхана ва таала ќе биде лут на мене. Но јас денес како ти кажам тебе еден збор, што е вистина, а ти тогаш може би нешто ќе имаш против мене, значи ќе чувствуваш нешто против мене, но јас се надевам да Аллах мене да ми опростит. Не, ти се колнам во Аллах, немам никакво оправдување. Јас никогаш не бев појак и никогаш не ми беше ситуацијата полесна, кога јас на тој ден во излагањето на Табук останав назад. Тогаш рече посланикот салаллаху алейхи ва саллям, што се однесува до него, значи до овај човек Кааб, овие кажа вистината. Тогаш му рече на Кааб, стани, оди си, се додека Аллах да осуди за тебе. Кааб ибн Малик ради Аллаху ан кажуват дека истото посланикот салаллаху алейхи ва саллям им го рече на Мирара ибн Раби' и Хилал ибн Умејја. Значи, станите, одете си, се додека Аллах субхана ва таала да осудит
da osudi za vas. I Mirara ibn Rabi' i Hilal ibn Umeja radijallahu anhuma beja učesnici vo Bedr. Znači, vo taja ogromna bitka Bedr, ovi je beja, znači, od Bedrli, od Bedr beja učesnici. No poslaniku sallallahu alaihi wasallam ovde im reče, stanite, odete si, sve dodeka Allah subhanahu wa ta'ala da osudit među vas. I što napravi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, togaš im zabrani na negovita ashabi vo Medina da ne zboruva covije trojca, znači da gi bojkotirat. Znači da ne zboruvat covije trojca, niko da ne zboruvat. Niso Ka'b, niso Mirara, niso Hilal, da niko da ne zboruvat so njih. I da se oddalečuvat od njih. I velit Ka'b, velit i nivno to ponašanje sprema nas se izmeni, taka što duri zemlja ta ni izgledaše kako da je druga zemlja. Kako da beše jedna zemlja što veke neapoznavavna. Ova situacija traješe, velit Ka'b, sami odkažuvat Ka'b radijallahu an, ova slučka, ova ogromna slučka, ova ogromna nauka, lekcija za svekoj selef i sunni musliman. Velit Ka'b radijallahu an, ova situacija traješe 50 noćevi. Znači 50 noćevi traješe ova situacija. So mene i so 22, znači Mirara ibn Rabi' i Hilal ibn Umeja radijallahu anhuma. Velit Ka'b radijallahu an, što se odnesuva za tije dvajca, Mirara i Hilal, tije dvajcata se zatvorija vo nivnite domovi i ne izlaga nadvor. Beja, znači, vo golema tažnost. I što se prenesula, znači, Hilal ibn Umeja radijallahu an, non stop samo plačeše doma. Non stop samo plačeše doma, cijelo vreme, znači, 50 noćevi. 50 noćevi. Ka'b radijallahu an velit, jas bev pomladio od njih, od tije trojca. I imav ušte, znači, bev pohrabar, poveć imav smelost. Taka što jas izlagav nadvor vo Medina, odev vo džamijat od poslanika sallallahu alaihi wasallam, se klanjav namazite so poslanika sallallahu alaihi wasallam, odev isto vo medinskite pazari, no što velit Ka'b, وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدْ, no niko ne zboruvaše so mene. Niko ne zboruvaše so mene, što go bojkotira. Zašto? Poslaniku sallallahu alaihi wasallam im naredi. Tije što vikat, site ihvanci, i teblici, i drugi zabludni glavi, nemat bojkot vo islamot. Nemat bojkot, zašto vije gi gledate, rabotite so jedno oko na strasti, so jedni na očari na strasti, no ako bi gi gledale vije rabotite so oko to na sunnetot, togaške shvatite deka tije raboti ima realnost vo islamot. Zašto? Tije raboti gi praktikuval Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gi praktikuval Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an, gi praktikuval Umar al-Faruq radijallahu an, gi praktikuval Uthman ibn Affan radijallahu an, gi praktikuval Ali ibn Abi Talib radijallahu an i drugi te izvoreni ashabi ridvanullahi alaihim. Ovde velit 50 noćevi niko ne zboruvaše so nas. I Ka'b velit, jas odev vo džamija, odev vo medinskite pazari, bev vo medinskite ulici. La yukellimuni ahad, niko ne zboruvaše so mene. Niko ne zboruvaše. Zašto? Go bojkotira. Ne beše Ka'b kafir. Ne, nikogaš. Kella. Ma'adha Allah da go čuvat od toga. Ka'b beše vistinski vernik, vistinski musliman, vistinski selefi sunni, vistinski sahabi, no ova beše lekcija za Ka'b radijallahu an.
a ti mislят дека тие велат тие ихванци, тие теблици, зошто вие не давате селам? Вие да не сме ние чафири? Толку имаш знање од верата, толку имаш читано биографијата од посланикот салаллаху алейхи васелам, и кога читате како папагаи, со без разбирање, без сваќање, а посланикот салаллаху алейхи васелам што вели? Ме юридиллаху хајран юфақихуху фиддин. Кому му сакат Аллах Таала доброто, му дават разбирање во верата, ама вие немате ни разбирање, ни ништо. Кааб ибн Малик ради Аллаху ан вели, никој не зборува со мене, никој не зборуваше со мене. Тогаш вели Кааб ради Аллаху ан, јас идев, ги посетував меџлисите од посланикот салаллаху алейхи васелам, значи збирките во џамијат од посланикот салаллаху алейхи васелам, со посланикот салаллаху алейхи васелам ги посетував. Кога седеше посланикот салаллаху алейхи васелам со неговите асхаби, и идев во тие збирки и му давав селам на посланикот салаллаху алейхи васелам, и се пулев во неговите усни, дали ќе ги мрднит посланикот салаллаху алейхи васелам да ми го вратит селамот. Не ги мрдаше усните. Значи не му даваше селам посланикот салаллаху алейхи васелам. Кааб му даваше селам, посланикот салаллаху алейхи васелам не му го врачаше селамот. Ама денеска некои викаат, па како јас да ги бойкотирам овие и овие, тогаш треба да цело не знам колку да бойкотирам. Да, ќе бойкотираш се, како што велит имаме Шафи'i рахимахуллах, луѓето мразат или за Аллах, или за други причини. Затоа биди од оние што мразат за Аллах субханаху ва таала и што се оддалекуваат од луѓето за Аллах субханаху ва таала. Се имат луѓе што ги мразат другите луѓе и што ги бойкотираат другите луѓе поради дуњалокот, поради интереси. Некој му го земат тендерот, некој му ја земат работата, некој му ја земат не знам и други интереси од дуњалокот, и тогаш тој го мразит него и го бойкотират. Но ти не биди од тие ниски луѓе, не биди луѓе од емоции и страсти, биди човек, биди маж што следи објавата од твојот Господар Аллах субханаху ва таала, биди оние кој твоето срце треперит и чукат само за Аллах субханаху ва таала. Велит Кааб ибн Малик ради Аллаху ан, му давав селам на посланикот салаллаху алейхи васелам, но не ми го врачаше селамот. Посланикот салаллаху алейхи васелам. Зошто? Го бойкотираше. Ова е легитимна работа, што е дозволена во исламот, да се бойкотира. Исто велит Кааб ради Аллаху ан, јас отидов кај мојот братучет од мојот чичко, значи прв братучет, а тој беше Ебу Катада ради Аллаху ан. Јас отидов кај Абу Катада ради Аллаху ан и му давав на Абу Катада селам. Значи на мој прв братучет. Ја му давам селам, одам кај него, кај неговата куќа, кај неговиот дом, му давам селам, Абу Катада не ми го врачат селамот назад. Абу Катада. Види луѓе како го следат нашиот посланик салаллаху алейхи васелам, и после некој ќе дојде и пуштил малце брада и не знам што ти ја и што ти друго, и мисли тој више во дженнет, тој више е сигурен. Види сахаба какви големи дела прават за оваа вера и на крај мислат дека ништо не направиле. А ние малце ќе направиме и се мислиме дека не знаеме колку огромни дела сме направиле. Тогаш му велит Кааб на неговиот братучет Ебу Катада, ти се колнам во Аллах, дали знаеш ти, јас го сакам Аллах
и го сакам неговиот посланик, салаллаху алейхи васелам, што правите Абу Катада? Молчит. Не му дават одговор, не му вели знам. Го прашуваат повторно, велит Кааб, јас повторив истото тоа, дали знаеш јас го сакам Аллах и неговиот посланик, салаллаху алейхи васелам, Абу Катада молчит. И за трети пат кога го прашав, пак молчит и ми вели накрај, Аллах и неговиот посланик знаат најдобро. И тогаш се враќа назад Кааб ради Аллаху ан и неговите очи се полни со солзи. Од Кааб ибн Малик ради Аллаху ан. Тогаш велит Кааб ибн Малик ради Аллаху ан, кога помина 40 ночеви, значи 40 ночеви помина оваа ситуација, никој не зборува со Кааб и со Хилал и со Мирара. Сите ги бойкотираат. Никој не им го врача селамот. Тогаш посланикот салаллаху алейхи васелам им испрати еден пратеник од неговите асхаби кај овие тројца и му појде први на Кааб и му рече, посланикот салаллаху алейхи васелам наредуваат уште плюс за ти да се оддалечиш од твојата сопруга, да не и се приближуваш на твојата сопруга. Значи, види, да не беше оваа лекција мала, уште плюс сега ова, дури и своите сопруги да ги бойкотираат дома. Што ќе речат теблиците и хванците и други новотарци? Дали ќе речат пекамберот салаллаху алейхи бил метхели, рабиовца и други обвинувања што ги прават за денеска за нас. Велат, тие се рабиовца, тие се медахила, затоа тие бойкотираат и не знам што. Што прави посланикот салаллаху алейхи прачат од асхабите еден пратеник кај нив и наредуваат да тие да се оддалечат од нивните жени. Кааб ради Аллаху ан му вели на пратеникот од Аллахов, му велит дали да се разведам од жената моја или што да правам. Тој му вели не да се разведиш, туку да седиш далеко од неизи. Тога е Кааб ибн Малик ради Аллаху ан што правит? Му вели на неговата сопруга, оди ти кај твојата фамилија и остани таму се додека да осудит Аллах субхана ва таала за мене. Значи, види се на крај сопругата негова се оддалечи од Кааб ради Аллаху ан. Значи, од сите страни беше бойкотиран Кааб ради Аллаху ан. Кога помина уште 10 ночеви, значи кога се направија 50 ночеви, велит Кааб ибн Малик ради Аллаху ан, јас се кланјав сабав, феџр, и после феџр се качив на еден кров од нашите куќи, бев качен на кровот и си седев тука и размислував за мојата ситуација и за тешкотиите кои ги чувствував, и земјата ми се стесна, и градите ми се стесна. Тогаш слушнав еден човек да извикуват, ја Кааб ибн Малик, абшир. Ја Кааб ибн Малик, абшир. Човекот извикуваше, о Кааб ибн Малик, стречна вест. Стречна вест. Тога и Кааб ради Аллаху ан знаеше дека е дојден, излезот. И велит Кааб ибн Малик ради Аллаху ан, јас одма паднав на сеџде. Значи, види, му се заблагодаруваше на Аллах субхана ва таала. Значи, не гледаше таја работа изворедност од себе си свој или од своите компетенции што ги имаше, од своите изворедности. Не, туку беше го гледаше како благодат од Аллах субхана ва таала. Вели што велит? فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج.
Velit Ka'b ibn Malik radijallahu anhu, spadnav na seđde za zablagodaruvanje sprema Allah subhanahu wa ta'ala, i mi beše jasno vo toj moment deka dojde izlezot. Dojde, znači, objavat od Allah subhanahu wa ta'ala za moje to pokajuvanje. Togaž velit Ka'b ibn Malik radijallahu an se upativ kon džamijat od poslanika sallallahu alaihi wa sallam i vo tekod na moje to odenje za vo džamija, luge to na vo patištata od Medina, site me pozdravuva i site mi čestita za što beše objaveno pokajavanje to moje. Znači sahaba ridvanullahi alaihim beja prestrečni za to što mu se sluči na Ka'b ibn Malik radijallahu an, deka se pokaja iskreno. Koga dojde Ka'b ibn Malik radijallahu an kaj naš od poslanik sallallahu alaihi wasallam i go vide lice to od poslanika sallallahu alaihi wasallam zdračeše kako jedna polna mesečina. I to se slučuvaše da taka lice to od poslanika sallallahu alaihi wasallam da zdračit kako polna mesečina, koga ide, znači, dobri vesti kaj poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Koga go vide poslaniku sallallahu alaihi wasallam, Ka'b ibn Malik mu reče: abšir bi khayri yawmin marra alejke mundu waladatke ummuk. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam mu reče na Ka'b ibn Malik radijallahu an, dobra vest za tebe, ovdje je den, najubavio den, što ti pominal tebe, od koga te ima tebe rodeno tvoja ta majka. Togaž velit Ka'b, kultu, rekov, amin indek, ja Rasulallah, amin Allah, velit, ova je od tebe, ja Rasulallah, ili od Allah. Togaž velit poslaniku sallallahu alaihi wasallam, la, bel, min indillah, ne od mene, tuko ova dojde, znači, objava za tvoja ta pokajuvanje, za tvoje to pokajuvanje, dojde objava od Allah subhanahu wa ta'ala. Togaž velit Ka'b radijallahu an, ja Rasulallah, inna Allaha innama najani bis sidq, wa inna min taubati alla uhaddithu illa sidqan ma baqituh. Velit Ka'b radijallahu an, o Allahov poslanik, na vistina Allah me spasi mene poradi moja ta iskrenost. I od moja ta iskrenost, del od moja ta iskrenost, del od moja to pokajuvanje je, da jaz dodeka da živejam, da zboruvam vistinata, da kažuvam vistinata, da zboruvam iskrenost. Del, znači, od teubetu na Ka'b ibn Malik radijallahu an beše, se dodeka da živejat, da kažuvat vistinata i da zboruvat, znači, iskrenost. I velit Ka'b radijallahu an, nemam pogolem blagodat posle upatuvanje to vo islamot od blagodatot na toj den koga se vrati poslanik sallallahu alejhi od Tabuk, koga jaz moja kažav vistinata na poslaniku sallallahu alejhi wasallam i nego izlagov. Znači, Ka'b radijallahu an go gledaše taja rabota blagodat od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ne gledaše Ka'b radijallahu an za toj samio da je toliko pameten, ostroumen i ne znam što drugo, ne. Tuku to go gledaše uspeh da mu je daden nemu od Allah subhanahu wa ta'ala za toj da je kažit vistinata, da je zboruvat vistinata, što velit Ka'b radijallahu an, zašto vo drugata strana on je koji go izlago, a poslaniko sallallahu alaihi wasallam se uništija. Taka što jaz ako go izlažev, ke bidev od onije koji ke beja uništeni. I Allah subhanahu wa ta'ala objavi za tije luge koji se uništija sebe si svoj, ovi je slednite ajeti. Velit Allah ta'ala, se jehlifuna billahi lakum, idan qalabtum ilajhim li tu'aridu anhum, fa'aridu anhum innahum rijz, wa ma'wahum jahannamu jaza'um bima kanu yaksibun.
يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Allah Ta'ala što veli Ta'ala, koga ke se vratite među njih, znači koga ke se vratite vo Medina, ke vi se kolnat vo Allah, znači munaficite, ke dojdate ke vi se kolnat vo Allah, samo za da se trgnete od njih. Pa trgnete se od njih, bidejki, tije se nečisti, i prestovalište to nivno ke bide džehennem, kako kazna za to što go praveja. Tije vi se kolna za da bidite zadovoljni su njih, znači tije munaficite vi se kolnat vas, za da bidite zadovoljni su njih. I ako bidite zadovoljni su njih, no Allah sigurno ne je zadovoljen su grešnicite. Znači ne rabotate da bidat neko luge zadovoljni su čovekot. Rabotate da bidit Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen. No golemi od brojna muslimanite za žal, deneska nivnata glavna griža je da bidat drugite luge su njih zadovoljni. Iako tijevo toa gi izminuvat granicite od Allah subhanahu wa ta'ala. No tije što prave ovakvi dela, koji beja vo vreme od poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ne beja vernicite, tuku beja munaficite. Zato a ti odluči se od koja grupa sakaš da bidiš. Sakaš da bidiš oživen so ashabite na pegambaru sallallahu alejhi ve sellem, ili sakaš da bidiš oživen so munaficite, ne so zborovi, tuku kaži go toa vodela, kaži go toa vodela, se ušte se delata ogledalo na tvojite zborovi, ogledalo. Allah subhanahu wa ta'ala vo vrska za Ka'b ibn Malik radijallahu an i za Mirara ibn Rabi' radijallahu an i za Hilal ibn Umayya radijallahu an objavi ovije ajeti. Velit Allah ta'ala: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah Ta'ala velit, a na tije trojica, znači tije trojica, Ka'b, Hilal i Mirara, radijallahu anhum, a na tije trojica, koji što izostana, a na tije trojica koji izostana, i toa duri koga zemljata, koliko i da beše prostorna, tesna im stana, i koga im se stisna nivnite duši, koga uvidoa deka nemat pribežište od Allah, tuku samo kaj nego, toj potoa i na njih im prosti. Za i tije da se pokaja, bidejki Allah go primi pokajuvanje to i milostiv je. I velit Allah Ta'ala: o vernici, plašete se od Allah, bidete so iskrenite. Znači, bidite so iskrenite, kakovi je trojica što be iskreni. Ka'b ibn Malik, Mirara ibn Rabi' un Hilal ibn Umayya radijallahu anhum. Primer za iskrenost. Bidi iskren i vo momenti koga misliš deka ništo ne te spasuvat osven lagata, no togaš kažija vistinata.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.